По трагедиите во Србија и Македонија ги бележи првите инциденти. Ученик од Скопски Чаир извадил пластичен пиштол играчка и го вперил кон други ученици. Настанот се случил вчера, а реагирала и полицијата. Од МВР велат дека известен е јавен обвинител за малолетници. Во другиот случај, 4 средношколки од Скопје завршиле на информативен разговор во полиција поради закани кон нивна соученичка преку TikTok. И двата случаи ги потврди МВР. Полициски службеници во присуство на родители, педагог, психолог и директорката на училиштето извршиле службен разговор со малолетник, ученик во училиштето, постапувајќи по претходна пријава од директорката на училиштето дека извадил пластичен пиштол играчка и го насочил кон други ученици, а потоа и го предал на неа. Известен е дежурен јавен обвинител за малолетници, велат од МВР за Алфа. За настаните во соседна Србија и во нашата земја реагираат и од Сојузот на средношколци. Од таму бараат од Министерството за образование засилено обезбедување на училиштата, најдоцна до крајот на учебната година. Канцелариите на психолозите да бидат отворени за учениците, да можат да закажат средби со нив, обуки и доквалификации за стручните служби, но и нивно тестирање. Праксата покажува дека училишните психолози се обременети со административна работа, што ги спречува да комуницираат со корисниците на нивните услуги, учениците. Сојузот предлага нов модел на работа на училишните психолози. Имено, нивните канцеларии треба да бидат отворени за средношколците, а тие треба да го имаат правото да закажат тет-а-тет средба со својот училишен психолог, велат од Сојузот на средношколци. Инаку единствена превентивна мерка од МОН засега електронската адреса за пријавување врсничко насилство. Дека ова не е доволна мерка, покажува и барањето на пратеничката Моника Зајкова. Таа бара итна забрана на TikTok. Наместо да седиме шокирани и тивко да тагуваме, да реагираме и да действуваме со конкретни превентивни мерки и акции. Потребна е забрана на TikTok, како и останатите социјални мрежи, кои поттикнуваат насилство, бидејќи во нашата земја сведочиме на жртви од користењето на овие мрежи. Зајкова бара и контрола на симнување на игри, содржини и апликации кои експлицитно покажуваат и поттикнуваат насилство.